Инспекцијскиот совет беше формиран пред околу 2 месеца. Тој ги обединува 29 инспекторати, а пред него одговараат за својата работа и 800 инспектори колку што ги има во Македонија. За тоа што представува ова за фирмите и за граѓаните, разговараме со председателот на Инспекцијскиот совет Ванчо Каргов. Господин Каргов, добро вечер. Добро вечер и добро вечер на гледачите на телевизија Алфа. Зошто беше формиран ваков инспекцијски совет? Која беше потребата? Во Република Македонија више долго време се работи на реформа на инспекцијскиот надзор, меѓутоа сметам дека со формирање на ваков институционализиран субјект со правна легитимност дека започнуваат вистина реформите во оваа област. Имено со подобрување на квалитетот на инспекторската служба и на инспекторите, со лиценцирање, со испити, со испитување, исто така на успешноста на нивната работа, треба да се подобри и унапреди заштитата на животот, здравјето и правата на граѓаните, исто така да се намалат трошоците на бизнисите и на прекограничната трговија, а со тоа и унапредување на внатрешната конкурентност и на надворешната конкурентност на Република Македонија, владењето на правото и заштита на одреден вид на фискални интереси на државата. Пред вашето тело треба да одговараат за својата работа сите 29 инспекторати, 800 инспектори, ќе може да примате поплаки од фирмите и граѓаните. Дали веќе почна да се случува ова? Се разбира. Значи, ние веќе почнуваме да работиме на припрема на обуки за сите овие инспектори што ги спомнавте, околу 800 на број, меѓутоа тие се околу 50 различни видови во повеќе области и инспектори. Испитите треба да бидат транспарентни, треба да бидат видеопренесувани, треба да набавиме едукатори, исто така за подготовка на испитите, прашање, споредување на испитите, лиценцирање, оценување на успешноста, а како што кажавте, точно е веќе почнавме да примаме и одредени поплаки како од граѓани, исто така и од компании. Пред се тоа се во областите на градежништвото, животната средина, просветата, и ние веќе постапуваме во соработка со инспекторатите, се разбира, и со другите органи во Република Македонија. Покрај тоа, граѓаните ќе имаат можност, и фирмите се разбира, не само да ни праќаат писма, туку како што ќе се етаблира службата, да праќаат и на нашата имейл адреса, на нашата веб страница, на слободна, односно бесплатна телефонска линија да вршат дојави, и се разбира дека Инспекцијскиот совет има обврска да постапува по сите тие представки, и се разбира доколку во постапка заедно со инспекторатите се утврди дека постои повреда или злоупотреба или не знам како вид друг на прекршување на прописите, инспекторите ќе се разбира ќе си добија заслужена казна. Меѓутоа истовремено законот предвидува за добрите инспектори, за тие што имаат резултати, покачување на платата, односно зголемување или наградување на тие инспектори. Значи ќе бидат постојано оценувани инспекторите за својата работа? Значи прво перманентно има надлежност Инспекцијскиот совет да врши оценување на квалитетот и успешноста на инспекторите и на инспекцијските служби. Само да појаснам, кога зборуваме за инспекцијски служби, за што станува збор? Значи, тоа е пазарна инспекција, тоа е трудова инспекција, комунален инспекторат, градежен инспекторат, транспортен инспекторат, технички инспекторат, просветен инспекторат, само да биде појасно. Значи, го оценуваме и исто така годишно, исто така ќе го оценуваме нивното работење и во зависност од оценката, така и ќе се третира, се разбира. Новина се и лиценците кои што треба да ги добијат сите инспектори и на 5 години, ако не се лажам, треба да бидат обновувани. Да, значи сега сите инспектори се стекнуваат со привремена лиценца и во рек од 2 години од стапувањето на новиот закон на сила, значи треба да се стекнат со редовна лиценца, што треба да ја обезбедат преку Инспекцијскиот совет. Уште една работа би кажал, бидејќи знам дека времето е кратко, дека покрај другите надлежности Инспекцијскиот совет има надлежности и можности директно да дава налог за вршење контрола. Значи не мора да оди преку директорот на инспекцијски некој инспекторат, туку председателот на Инспекцијскиот совет или Инспекцијски совет директно може по име и по презиме да му даде налог на било кој инспектор во било која област да оди да изврши инспекција. Така да стоиме слободно на располагање на граѓаните. Мојот мобилен број е 072 310 310, слободно нека се јават. Значи може директно и вас да ве побараат.
Едно прашање од полична природа, еве и мобилниот дури го дадовте. Додовте нова функција од Царинската управа, долго години раководевте со нејза. Кој беше предизвикот да направите ваков чекор со оглед на тоа што сами се пријавивте на огласот што го распиша владата за конституирање на овој совет? Јас на оваа проблематика работам веќе 2,5 години. Значи, како директор на Царинската управа, јас сум околу 2,5 години ангажиран да работам на консолидација на проблематиката во оваа област, така да сум многу детално веќе запознат, навлезен и во регулативата, околу 200 закони се опрашање, како што спомнав, огромен број на инспектори, видови инспектори, инспекцијски служби, преплетување на законите, како да кажам, потешкоти што се случуваат при координацијата, така да сметав дека вистина може многу да придонесам, а истовремено мислам дека е добро после одреден временски период да се направи промена на работното место. Господин Каргов, ви благодарам многу. Благодарам на вас. Тоа беше новиот претседател на инспекцијскиот совет кој по долгогодишна работа од царината ја смени функцијата.